Драги дечиња, почитувани родители, ценети гости и мои драги колешки. Огромно е задоволството да се биде денес овде со вас, за да ги споделиме нашите добри практики од секојдневниот живот во нашите занимални. На почетокот сакам да се заблагодарам на Министерството за труд и социјална политика, УНИЦЕФ, Македонскиот центар за граѓанско образование и Британската амбасада за целокупната поддршка и соработка досега, која се надевам дека ќе продолжи понатаму. Сакам да ги поздравам и да се заблагодарам за присуството на професорката Татјана Атанасовска, наш верен поддржувач, на градоначалникот на општина Прилеп, господин Борче Јовчевски и председателот на Совет, господин Дејан Продановски. Мојата денешна благодарност е упатена кон сите мојкни воспитувачи и негователи кои се вклучени во воспитно-образовниот процес во нашата држава. Низ рамката што ја спроведуваме изминатите 2 години, децата ќе се научат да учат, ќе се научат да бидат свесни за себе, мотивирани, успешни и така ќе успееме да градиме подобра иднина. Оваа рамка ја спроведува целиот воспитен тим во нашите занимални и денеска вие ќе видите како поминува еден ден во просториите на градинката Наша иднина. И јас ви благодарам уште еднаш и го поканувам градоначалникот да ви се обрати. Добар ден. Најпрво да ви се заблагодарам на поканата што е организирана од детската градинка Наша иднина од Прилеп, како настан играме и споделуваме. Јас како градоначалник сакам лично да ве поздравам сите оние кои што на било каков начин сте поврзани со оваа институција и секој ден се грижите и настојувате што посветено обраќање за правилно воспитување на нашите деца. Ја користам оваа прилика да дадам силна и безрезервна поддршка на колективот кој максимално може и додека зборувам да ја извадам. Ја користам оваа прилика да дадам силна и безрезервна поддршка на колективот кој максимално се труди децата да бидат што посречни и поисполнети. А истовремено со тоа поставуваме цврст темел кај децата кои што благодарение на тоа ќе израснат во личности за кои што велиме дека на нив младината останува светот. Локалната самоуправа на општина Прилеп и јас како градоначалник секогаш ќе ги поддржуваме ваквите настани и проекти, затоа што сите ние заедно мора да работиме на правилниот раст и развој на децата и да градиме сигурно општество во кое ќе им обезбедиме непречено и безгрешно детство. Уште еднаш да ви се заблагодарам за поканата и упатувам порака да останете максимално посветени како што сте на вашите работни места, така и за грижата на нашите најмили. Ви благодарам. Драги деца, почитувани родители, почитувани гости и сите вие кои во моментот не следите преку YouTube каналот во живо, добар ден и добре ни дојдовте во една од занималните на детски градинки Наша иднина во Прилеп. Јас сум Елеонора Костовска Јовановска, по вокација професор по предучилишно воспитување, практичар во група со деца од 2 до 6 години и мастер воспитувач за колегијална поддршка на своите колеги воспитувачи во и надвор од нашата институција за јакнење и унапредување на компетенциите во делот на социоемоционалниот развој кај децата. Наше е задоволството денес овде пред вас да демонстрираме еден наш ден во занималната, да ви го покажеме нашето секојдневие, при тоа ставајќи акцент на имплементирање на сите алатки, стратегии и техники кои дадоа позитивна рефлексија во врз социоемоционалниот развој кај децата, а се дел од рамката за социјална кохезија и културен диалог. Нашата работа во занималната
освен планирање и реализирање на програмски активности преку кои нели децата треба да се стекнат со нови информации од повеќе области, е воедно и процес кој започнува со поставување на позитивна емоционална клима. Што значи позитивна емоционална клима? Децата во раната предучилишна возраст не умеат да ги контролираат емоциите како ние возрастните. Па затоа многу често сме сведоци на брзи импулсивни реакции кај нив, дури и мали, навидум небитни работи за нас возрастните, кај нив може да доведе нели или да предизвика промена во емоционалната состојба. Токму затоа ние треба да ги поддржиме, ние треба да бидиме нежни, трпеливи, насмеани, децата да се почувствуваат со нас, меѓу нас, сигурно, безбедно, за да може тој емоционален раст и развој да го зајакнуваат. Што се однесува до сите овие наши вредности, освен тоа што треба нели да ги јакнеме и постојано да ги негуваме, ние возрастните кои работиме со деца, а секако и вие родителите. Како што и пред малку спомнав, дополнително на располагање преку програмата, односно рамката за социјална кохезија и културен диалог, имаме алатки, стратегии и техники кои континуирано во нашата работа ги имплементираме за таа позитивна емоционална клима да биде поставена во занималната. Предвидливоста е првата алка во социоемоционалното учење, во успешното социоемоционално учење кај децата. Што значи предвидливост? Што треба да ни даде предвидливоста? Сите ние, возрастните, многу ќе бидеме среќни, нели, доколку имаме предвидливост на секој следен ден. Така, тоа би значело дека ќе бидеме спремни да дајме одговор на секој предизвик кој во денот не очекува. Но за жал тоа го немаме. Така, и затоа многу често велиме дека сите денови не ни се исти. Меѓутоа, кај нас е така и многу други фактори сето тоа го предизвикуваат, ама ние сме возрастни и ние умееме да ги контролираме емоциите. Бидејќи тоа не е така кај децата. Ние сме должни да им поставиме предвидливост. Како можеме таа предвидливост, што се ги очекува во текот на денот, како можеме да им ја поставиме? Преку рутината. Рутината е таа на која децата ќе ги навикнеме, за да имаат предвидливост во секој следен ден. Рутината која ние во градинката ја поставуваме, впрочем, му ја дава предвидливоста на децата за понатаму во секој следен ден. Што нив ги очекува во градинка, кој ќе ги пречека во раните утрински часови, со кого можат да се гушнат, кој може да ги сослуша, на кого можат да му ги искажат своите чувства, што се ќе се работи во текот на денот во градинката. Таа е таа рутина која ние трпеливо ја поставуваме веќе неколку години во нашите занимални. Уште рано наутро на децата им нудиме можност да изберат поздрав со кој сакаат да се поздрават и да го отпочнат новиот ден во занималната. Преку можноста што им ја нудиме нели да одберат поздрав, со тоа ги охрабруваме и ги поддржуваме во секоја следна одлука кој нели самостојно понатаму треба да ја донесат. Тука ја градиме нели и независноста, им ја јакниме и самодовербата. Јас сега овдека ќе ги повикам моите драги другарчиња да се наредат вака во колона по еден и да им покажеме на родителите и на нашите денешни гости како ние, односно како вие наутро си одбирате поздравче и си се поздравувате. Сакате, другарчиња, да се поздравиме? Ајде! Слободно можете овдека да си се наредите. Вака, Мило, вака, Сонце, вака. Од оваа страна, ве молам. Ете така, сите во колона по еден. Како што се редиме,
за утринските поздрави. Ви благодарам, многу сте љубезни. Можеме со поздравите да отпочнеме, повели Бојана. О, добро утро, Бојана, ти благодарам за твојот поздрав. Седни си на место. Повели Миличка. И ти така одбираш да се поздравиме, ти благодарам. Ајде, Злато. Да заиграме, баш си љубезна. Можеме да заиграме и да се завртиме еднаш. Ти благодарам. Баш онај, како што ти доликува поздрав, супер! Повели Јаковче. Браво, влези си и седни си на место, мило. Добро утро! Ајде, Злато, да заиграме. Можи. Супер, вака што ме раздвижи рано наутро, повели седни си. Здраво! Повели. Ајде, Адријан, браво! Ви благодарам, деца, што бевте љубезни и што ми помогнавте да покажеме како привлез во занималната наутро. Ние се поздравуваме и си го започнуваме новиот ден. Вас, драги родители, ве охрабрувам и вие да ги поттикнете вашите деца да одбираат на каков начин ќе сакаат да се поздрават при секое среќавање со нив и при секое разделување од нив. Зошто? Тоа значи дека вие му покажувате дека го почитувате, а тоа од вас учи како да ве почитува вас и вашите обврски во текот на денот. Поставувањето на позитивна емоционална клима исто така се јакни и со разговор постојано за емоциите кои ги носиме. Сите ние сме исти, но сепак различни. Различно делуваме во секојдневниот живот, а со самото тоа различно ги манифестираме, нели, и своите емоции. Така, некои своите емоции ги покажуваат преку експресијата на лицето. Некои преку различни движења на екстремитетите на телото и така натаму. Некои па дури немаат надворешна манифестација, туку едноставно само ги потиснуваат во себе. Но тоа не е добро. Емоционалната состојба, за неа треба постојано да се зборува. Разговорот ни помага да ја откриеме. Разговорот ни помага да ја именуваме. Јас сум тажен, јас сум среќна, јас сум возбудена. И јас сум возбудена, бев многу возбудена пред почетокот на овој настан, значи имав страшна позитивна трема, меѓутоа сега веќе како што ми одминува времево некако поудобно се чувствувам. Еве, убаво ми дојде вака кога навистина ви ја искажав мојата емоција. Токму заради ова потребно и со децата постојано да зборуваме за емоциите, на таков начин ја откриваме причината поради која дошла актуелната емоција. Кога ќе ја откриеме причината поради која дошла таа емоционална состојба кај детето, сигурно дека знаеме на детето што му е потребно и применуваме соодветна стратегија, техника, алатка преку која може да дојде до емоционално ослободување, нели, доколку од такво ослободување имаме потреба. Ние во занималната, освен тоа што разговараме со децата за емоциите, паралелно користиме и многу стикери, емотикони, апликации, постери и така натаму, кои се видно истакнати за децата, за да се идентификуваат со нив. Меѓутоа, користиме и така наречена емоционална табла или мерач на расположение, за кој децата веќе многу добро знаат, а еве сега ќе презентирам и пред вас. Има, ова е мерач сонце, има 4 зони и секоја зона има своја боја и свое значење. Така црвената боја на мерачот на расположение ни означува луд, точно така. Што ни означува друго, деца?
Не, црвеното ни означува лутина, гнев, желба за борба. Плавото, што ни означува плавото, Адриан? Тажната, плавата боја ни ја носи тажната емоција. Разочарано, без желба за комуникација, изморено, токму така. Жолтата боја ни е бојата на среќата, на насмевката. Жолтата боја ни покажува дека ние сме расположени за игра, за активност и така натаму. А зелената боја... Да, енергични сме, дека може би малку ни треба така смирување, некоја музика за опуштање и така натаму. Да, вие сте супер, другарчина. Супер сте. Дали ќе сакате сега да појдите на масичките кај вашите мајки и да си ја одберите од емотиконите вашата моментална емоционална состојба? И вие сите овдека пред почетокот ми шепнавте дека многу сте возбудени, така деца? Многу бевте возбудени? Исто како и мене, ама поедно, да, само поедно. Слободно, тета. Во зеленото. Ако, ајде. Одлично. Среќен, браво. Дај, миличка, јас ќе ти помогнам, злато. Ајде, сега може да се направи. Одлично. Супер. Така, тука тета. Што прикривате докази? Да. Несреќен, каде тета? Тука. Да. Да, одлично. Одлично. Доволно е, доволно. Да, седнете дали сите искористивте по еден емотикон со кој ни ја покажавте вашата емоционална состојба? Да. Токму на ваков начин, ние во занималните секој ден ја мериме, го правиме тој попис на емоции, односно ја мериме емоционалната состојба во која ни се наоѓаат децата. Зошто? Затоа што ние не можеме да почнеме со програмската активност, она што претходно ни било планирано, доколку немаме позитивна емоционална клима во занималната. Затоа што во мозокот на детето најпрвин секоја информација, секоја нова информација влегува прво преку емоционалниот дел, за потоа да појди во когнитивниот дел, да се преработи и да остани трајно зачувана како информација врз која постепено и понатаму ќе може да се надоградува со нови информации за да може да се случи тој процес на учење во мозокот на детето. Токму бидејќи се започнува од емоциите, пред да почнеме, како што кажав, со програмската активност, го гледаме мерачот на расположение и забележуваме дека доколку најмногу ние исполнет жолтиот и зелениот дел, секако дека можеме да започнеме со она што веќе ни било планирано. Меѓутоа, доколку имаме емоции во плавиот и во црвениот дел, тоа ни покажува дека на тие деца им треба дополнително нешто што треба да сработиме, значи да употребиме конкретно некоја техника или стратегија за да се случи тоа емоционално ослободување, за и тие да ни се вклопат во средината и да можеме да почнеме паралелно со сите да работиме. Одлично, како ви се допадна досега ова излагање за емоциите и за нашата позитивна емоционална клима. Јас сега овдека сакам да ја повикам мојата колешка Еми за да продолжи со практичната примена на останатите стратегии и работа со децата. Ви благодарам.
Хвала, Ели. Здраво на сите, добре дојдовте. Јас сум Емилија Ивановска, воспитувач во градинка на наша еднина од Прилеп. Сега делот кој јас сакам да ве запознам за истегнување, хемиска реакција која се случува во нашиот организам кога вежбаме, односно на хормони како ендорфин, допамин, серотонин, кои пак влијаат на позитивното расположение кај децата. Ние овие изрази во градинка си ги заменивме со наши и велиме. Ајде сега да им кажеме чао на кого? Спанковците и да си ги повикаме здравковците, сречковците, веселковците и си почнуваме со сречковците, со вежбичките. Вежбите успеавме да си ги ставиме дури во функција на учењето и тоа сето беше поттикнато од самите деца. Значи, тие развиваат интерес за факти поврзани за животните. Вежбите во секоја занимална ни се прикажани со вакви визуелни прикази со цел на децата да им бидат достапни, да им бидат поинтересни, попривлечни, па дури во оној дел од денот кога се чувствуваат дека имаат потреба од вежбање, да можат самите да ги имитираат животните кои се прикажани на сликите. Понекогаш играме на буквата, кажуваме одредена буквичка, па децата ги прават сите животни што почнуваат на таа буква. Понекогаш играме асоцијации, а понекогаш неколку вежбички, правиме една целина, односно ја будиме фантазијата и составуваме некоја приказна и на тој начин денес ќе ви презентираме како си ги правиме вежбите за истегнување. Спремни сте? Може да станиме? Ајде, повелете. Спиеме. Јас мислам дека е време да се расониме, да се истегнеме. Истегни се убаво. Драги родители, повелете слободно, ако сакате може да се вклучите. Ајде уште еднаш. И уште еднаш. О, колку убаво си се расонив. Ајде да се облечеме. Облечете се. Ајде и горе да си ставиме по една блузичка. Да погледнеме низ прозорецот. Изгреало сонцето. Сакате денес да ве носам во зоолошка градина? Ама, во оваа зоолошка градина се патува со авион. Побрзајте да стигнеме на време, за да одиме. Ајде, качете се сега сите во авионот. Поставете го телото. Летаме. Деца, стигнавме. Ама пред нас на улицава има пешачки премин. Да погледнеме налево, да погледнеме надесно и пак налево и пак надесно. Ајде, преминуваме. Може да одиме. Од едната страна на влезот во зоолошката градина има едно дрво листопадно, едно зимзелено и една мала грмушка. Одлично. И од другата страна има листопадно, зимзелено и една мала грмушка. Одлично. Сега мислам прво да го посетиме она животното со долг врат и жолти шарки, кафенки. Ајде, жирафата ја правиме сега. Татко и братче може да биде денес. Сега сакам да одиме кај она животно што живее во глутница. Кој беше тоа животно? Јас сум волк. Живеам многу. Кога изгрева месечината, го извивам грбчето. Одлично. Ајде да одиме до кај рисот малку да го видиме. Нешто не гледа, може би сака храна. Ама ние ништо не носиме. Се налути, деца. Се налути. Јас догледав едно глувче. Претрча и се скри во дупката. Супер. Сакате да одиме и до кај царот на животните? Ајде
Ајде да одиме гости, вие немој да се исплашите, оти ние сме многу силни лавови. Вдишуваме. Ококоруваме очињата. Одлично, нашето време за посета на зоолошката градина заврши, време е да се вратиме назад. Се качуваме на авионот, во авионот влегуваме. Ајде, летаме. Фиу, ви благодарам. Повелете, седнете. Ој. Питувачи за колегијална подршка, што во изминатите 3 години ги спроведуваме овие техники и стратегии со нашите дечиња во нашите занимални, а кои што се дел од програмата Социјална кохезија и културен диалог. За денес јас сакам да ви ја представам техниката искажување на благодарност, што тоа конкретно значи и како тоа го спроведуваме во нашите занимални со нашите дечиња, но и како да ве поттикнеме истото тоа да го работите и дома. Невронауката открива како искажувањето на благодарноста го прави нашиот мозок посреќен. Истражувања се направени во голем број кои што укажуваат на тоа колку почесто ја користиме благодарноста, толку кај нас се појавуваат позитивните емоции и се стимулира чувството на среќа. Значи ние сме позитивни, посреќни и поздрави. Придобивките од користењето на благодарноста се многобројни. Кажав претходно дека кај нас ги поттикнуваат да се искажуваат позитивните чувства, но исто така делуваат на намалување на стресот, на оптимизмот, поголема фокусираност имаме, повеќе сме сконцентрирани на она што го работиме и имаме подобрување во нашите комуникацијски вештини. Така ние секојдневно со нашите другарчиња во нашите занимални си ја променуваме оваа техника. Најчесто тоа го правиме веднаш после вежбите за истегнување на телото, кои што претходно ги работевте со мојата колешка Еми. Се седнуваме со нашите другарчиња во круг и започнуваме да се искажуваме благодарноста, зашто сме благодарни тој ден, на колку и зашто ја искажуваме таа благодарност. Најчесто ја започнуваме искажувањето на благодарноста од нас. Ние воспитувачките први се заблагодаруваме, а потоа им даваме можност на децата кои сакаат да се заблагодари. Вака сега и денес да си почнеме онака како што си работиме во нашите занимални, се заблагодаруваме, значи прво ние. Така и јас денес сакам да ви искажам мојата благодарност. Благодарна сум на вас, дечиња, што денес дојдовте во градинка и денес да се дружиме, иако е сабота. Исто така сум благодарна на вашите родители, кои што издвоија време, дел од нивното време, за да присуствуваат на овој наш заеднички настан. Благодарна сум на нашите гости, кои што се тука во насока на поддршка на она што го работиме, и секако благодарна сум на подржувачите на оваа програма Социјална кохезија и културен диалог, а тоа се Министерството за труд и социјална политика, УНИЦЕФ, Британска амбасада, Македонскиот центар за граѓанско образование. И секако благодарна сум тука на сите овие мои прекрасни колешки кои што цело време си се подржуваме и си соработуваме. И сега, дечиња, дали може да ги слушнеме и вашите благодарности? Дали сака никој да ни се заблагодари? Супер, одлично. Ајде да почнеме. Од каде? Од Ведрана може и вака да си да направиме едно кругче. Може, Ведранче? Ајде, победи. Аз ти се заблагодарувам тебе. Заблагодарам се. Зошто мене ми се заблагодаруваш? Дека денес сме овде заедно и се дружиме? Супер, одлично. Ајде, Адриан, побели. На сите учителки и на мама и на Јако. Леле, сонце златно. Фала, Адријанче. Фала, Адријан, злат. Аз на Адрија, Многу те сакам. на Филип, Многу сите ве сакам. на Марио и на сите вас. Фала, Јаковче. Фала, Јаковче. Дали сакаш да се заблагодариш? Добра. Побели. Ја му се заблагодарувам на сите учителки и на мама. Супер. Одлично. Побели.
Јас ти се заблагодарувам на Генче. Зошто на Генче само? Може да ни кажеш? Оти си играме. Браво, Кој супер. ден во градинка најмногу се играте со Генче, така? Добро, ти благодарам. Јас му се заблагодарувам на мама. Зошто на мама сонце? Оти ја сакам. Браво. Така треба, браво. Повели Ана? Јас се заблагодарувам на Генче, на Бојана и на Ева и на Ганчаровска. Супер, одлично. Ајде, Бојана, на кого си? Јане и Генче. Супер. Јас на мајка ми оти многу ја гушкам и многу ја сакам. Супер. Ви благодарам, деца. Бидејќи целта на овој денешен настан е играме и споделуваме, ви ги презентираме техниките кои што ги работиме со децата, но исто така Јаковче. сакам да го искористиме овој настан за да ве поттикнеме како истото и би продолжиле да го работите и дома, се со цел на оваа наша работа да има континуитет. Така, сега сакам да направиме една кратка вежба. Родителите заедно со дечињата, нама сичките имате ливчиња во боја, имате фломастери и теглички за благодарност. Поверете да напишите од 1 до 3 благодарности и секој да си ја стави во својата тегличка за благодарност. Пишете си благодарности, ставете. Да, децата да ви кажа и вие заедно може. Да. Секој своја може да си запиши. Обичајте на кого да благодаруваш и че го си го ставите во тегличката. Не треба ништо да направиш, само се прикачува, за да може ти да се слушаш. Ништо не треба. Јас сум да ти го направам. И бате дојде сега во благодарност. Кој не е тука? Ја мислам зато скратити. Не, толку беше кажувала. Да, ја те чекам да се запратиш вака. И ти да се смеја да. Супер беше. Пробај, пробај. Че се најде.
ви благодарам. Се надевам дека напишавте убави прекрасни благодарности. Сакаме да ве поттикнеме овие теглички да ги понесете со вас дома и јас се надевам и очекувам искрено да ги наполните со убави прекрасни благодарности и ќе се подсетувате на се она што ви се случило, што предизвикало кај вас позитивни емоции. Ова е добра алатка да ја користиме за понатамо во понатамошното образование на децата, да ги подготвиме да користат дневник на благодарности. И теглите за благодарности и дневникот за благодарност можеме да го правиме и дома во текот на денот или навечер пред спијање, да поразговараме малку со децата и да се подсетиме на се она добро што ни се случило во текот на денот и да го запишеме зашто сме благодарни за тој ден. Многу е добро како алатка да го користиме и кога сме нерасположени, кога имаме негативни емоции, да отвориме, да си прочитаме некоја од благодарностите кои што сме ги запишали, да се подсетиме на тие прекрасни моменти кои што сме ги имале. Сега би сакала малку да ве вклучам вас родители, дали може би некој од вас сака да ни сподели како се чувствувавте, како одеше додека работевте вежбата со дечињата или дали имате да ни ја споделите вашата благодарност која што ја запишавте со децата. Јас сакам да споделам. Повели? Сакам да се заблагодарам за денешното присуство тука заедно со сите вас и пред се да ви се заблагодарам на сите за вашето излагање и вложување во нашите деца. Благодариме. Дали може би уште некој? Сака? Јас, може да се... Да, може и од колешки. Јас имам бубица. Да. Јас на сите ви се заблагодарувам денес присутните, на родителите за соработката, на децата што се такви какви што се златни и вас, колешки, денес посебно ви се заблагодарувам. Среќна сум што ве имам во животов како колешки и многу ви благодарам, многу. Благодарам за тебе. Ви благодарам. Сега, во нашата секојдневна работа, ние, драги родители, почитувани гости, користиме позитивен говор и колку е тоа моќно и силно и се со цел да воспоставиме и да имаме позитивна клима во нашата занимална, а со тој позитивен говор нормално да влијаеме и позитивно и да ги поттикнеме децата во се она што го работат. Така, ако порано знаеме во нашите занимални дека имаме моменти во денот кога е вистина бучно и галама, наместо да, ако порано сме користеле збор тишина за да им се обратиме и да продолжиме со она што сакаме да им го кажеме, сега користиме други зборови. Ве молам, дали може малку потивко. Леле каков неред, ако сме користеле порано за кога децата си играат, знаат да растурат играчки во занималната, сега тоа го заменуваме со убаво сте се забавувале, ајде да исчистиме заедно. Дали ти треба помош, заменуваме дека ние сме тука за да им помогнеме, да им ја дадеме цела наша поддршка, доколку нив им е потребно. Ако порано сме користеле дека сме објасниле како тоа истото да го направат вчера, минатата недела и така натаму, сега користиме дека ајде да го пробаме ова, но на друг начин. Морам да ве разместам, сега заменуваме со дали може малку пауза. Ако сме се обраќале до некој дете, престани да плачеш, сега кон него се обраќаме со во ред е да се исплачеш. Дали имате прашања? Сега користиме што би сакале да ме прашате, кои прашања ги имате. Добар си, ништо не ти е, ако така сме се обраќале порано, сега се обраќаме кон децата како се чувствуваш и разговараме за нивната моментална состојба со која што тие доаѓаат и за моменталната состојба како се чувствуваат. Ајде, задачата не е толку тешка. Ајде,
ти можеш да работиш и тешки задачи. Ги мотивираме, ги поттикнуваме, ги поддржуваме. Не смееш да зборуваш така, заменуваме се. Те молам, користи убави зборови. На овој начин поставуваме кај нас Воспитувачиство вработена во детската градинка наша иднина. И денес јас ќе ви прикажам една малку поинаква приказна. Сигурна сум дека вие родителите често им читате приказни или му раскажувате на вашите дечиња, особено во периодот за заспивање. Но не знам дали сте се запрашале што мислите, дали е тоа што ги заспива децата приказната, содржината, или пак е едноставно вашиот глас и присуството до вашето дете. Тоа е вашиот глас, точно. Вашиот глас и вашата близина до вашето дете е тоа што вашите деца ги прави смирени, односно да се смирени прво со нивното тело, а потоа со нивното мозоче. Но често пати содржината на приказните кои што им ја раскажувате може да биде возбудлива за нив и да направи на нивното мозоче наместо да се смири, да стане љубопитно. Па поради тоа, денес јас ќе ви раскажам една поинаква приказна, која што ќе биде придружена со една музика во која што има вметнато елементи од природата. Што значи тоа? Во музиката има звуци од птици што пеат, звуци на жуборење на река, звуци на дожд. Знаете, често пати кога е надвор дождливо и кога ги слушаме дождовните капки, и нас дури не фаќа дремка. Зошто е тоа така? Затоа што ние кога сме во природата се поврзуваме со тие природни звуци и енергија и поради тоа чувствуваме голема смиреност. Сега, дечки, може да започнеме. Можете, дечиња, да си седнете, може и музиката, да си седнете во вашата најудобна положба. Дали тоа ќе биде да седите или пак да си легнете на мат подлогите, можете да си замислите дека се одмарате, како што тоа ви е вам најубаво. Ете така. Одлично. Сега сакам прво да го почувствувате како вашето стомаче расте. Со вашите рачиња допрете го стомачето. И чувствувајте како при вдишување вашето стомаче расте и полека издишете. И тоа се собира. Повторно вдиши и полека издиши. Сега јас ќе ве водам на едно патување. На тоа патување, додека ве водам, вие можете да си ги затворите очињата или да гледате како што ви е вас најудобно. Ќе ве водам на патување со едно бело меко облаче. Сакам да си го замислите тоа бело меко облаче. Како ве вика. Ајде, дечиња, качете се на белото меко облаче. Чувствувајте го допирот на мекото облаче на вашето обравче. Како ве гали. Тоа меко облаче ве носи на патување. Вие сте лесни со него и лебдите во воздухот. Сега сакам да го замислите местото што е, нему да ми заспијате. Сега сакам да го замислите вашето најубаво место. Дали е тоа некоја плажа, некоја ливада, шума или пак е тоа вашето меко удобно креветче во кое што си заспивате. Замислете го. Таму сте вие безбедни, спокојни и мирни. Вдишете ја миризбата од тоа место. Вдишете и почувствувајте колку е убав таму воздухот. Вдиши и издиши. Вдиши и полека издиши. Сега сакам да почувствувате како вашите стапалца се одмараат. Како вашите коленца се одмараат. Толку се лесни како да лебдат. Чувствувајте како вашето стомаче полека расте, а потоа се собира. Чувствувајте како вашите раменца се одмараат. Чувствувајте како вашето грбче се одмара. Сега кренете ги дланките према небото,
према таванот или према небото. И чувствувајте како една бела, чиста светлина влегува низ вашите дланки и ви го облева целото тело, ви го одмара, опушта, а вие сте лесни, лебдите на белото облаче. Чувствувајте како воздухот ве гали по вашите обравчиња, усни, очиња, ве гали по главчето. Вдиши и издиши. Вдиши и издиши. Сега сакам полека да ги размрдате прво прстињата од рачињата, па ножињата и кога ќе сте спремни да се вратите овде со нас. Полека колку што ви треба време. Кога сте спремни може да станете. Ви благодарам, дечиња, и вас сите за вниманието. По иницијатива на УНИЦЕФ, заедно со во светот на Биби, со вам, дечиња, добро познатите ликови, а тоа се кои? Биби? Боби, токму така. Направени се серија анимирани приказни кои што се во насока на поддршка на она што го работиме, во поддршка на социјалниот и емоционалниот развој на животот на децата во најраниот период, а тоа се првите години и често ние велиме дека првите 5 години се најважни на свет. Токму така во секој од тие 8 анимирани приказни се истражуваат различни аспекти од социјалниот и емоционалниот развој на децата. Станува збор за 8 анимирани приказни, еве некои од нив можам да ги споделам со вас: емотивна гимнастика 1, емотивна гимнастика 2, ручек полн љубов и така натаму. Сега предлагам да ја погледнеме анимираната приказна Семе Алп. Здраво, другарчиња! Денеска е недела и сите сме си домче. Па, решивме да го разгледаме семејниот албум, во кој има фотографии од разни интересни случки од минатото. Ние многу сакаме да поминуваме време заедно и да ги оживуваме спомените од други времења и од други места. Ајде сега да почнеме, може? Ој, па кој е ова? Многу добро знаеш дека си ти, Биби. Оваа фотографија е од денот кога се роди. Да, тоа беше најсреќниот ден во мојот живот. И во мојот. А ова е од мојот прв роден ден, нели? Да. А тука, наместо да ја дувнеш свеќата, ти сакаше да ја допреш. И така, на крајот јас ја дувнав. Ова е вашата прва фудбалска победа со Боби. Јас се сеќавам на овој викенд. Тука бевме кај братучедите Миле и Ања на село. Да. А ова е летото кога научи да пливаш. А ти ме научи, тото? Да. А ова е од минатата нова година. Да. Леле, тогаш добив многу подароци. Јас малку предлагам да направиме една мала пауза пред да го започнеме следниот албум. И да се напиеме малку од оваа убава лимонада што ни ја подготви Биби. Ням. Се чувствувам убаво кога се подсетуваме на среќните мигови од минатото. Јас да ви кажам, зашто и најмалите случки може да те направат навистина среќа. Па јас сум среќна. Да. Многу сум среќна во секое време поминато заедно со вас, мамуш и татуш. И ние, Биби. Бибуш.
Се надевам, драги другарчиња, дека ви се допадна оваа приказна. Исто така во рамките на соработката на УНИЦЕФ заедно во светот на емоциите со Биби, излезена и сликовница книга на емоциите, во која што преку главните ликови се опфатени различни ситуации во кои што се прикажани позитивни и негативни емоции кои што ги имаат другарчињата на Биби и Боби. Драги другарчиња, денес после завршување на овој наш заеднички настан, секој од вас ќе добие една ваква сликовница, книга на емоциите и која што ќе ви биде одличен ресурс за и дома со вашите родители да продолжите да разговарате за емоциите. Ви благодарам. Здраво дечиња, здраво родители. Како сте? Добри сте? Добри. Јас сум вашата воспитувачка Хилда Белеска од наша еднина градинката и сакам сега да станете малце, сите да си станете. Да си се опуштиме малку, вака да си се опуштиме, направи вака на раменцата. Ајде ножињата малце да си ги опуштиме, значи да си бидиме спремни за нашата наредна стратегија. Јас сега ќе ве водам низ една вежба, низ приказна, за да си го опуштиме нашето мозоче, да си го опуштиме нашето тело, целосно да си се опуштиме, да си се смириме, па да бидеме спремни за наредната активност, за наредната стратегија. Значи, како се прави најдобро тоа? Со што правиме? Со вежби за дишење, така, со дишење. Ајде сега јас да ве замолам да си се замислиме сите дека сте на една планина. Сте биле сите на планина, на излет? Сте биле? Што има таму на планината, дечиња? Дрвја, така. А каде има дрвја, има чист воздух, така е. Има и животни. Ние сега да си подишиме малку од чистиот воздух, така, сите заедно, за да бидеме здрави. Значи, како ќе правиме? 3 пати ќе повториме, ќе дишиме низ носето, ќе издишуваме низ устата. Така, погледнете еднаш јас, па после вие. Значи, дишиме 1, 2, 3, 4, 5, 6. Може? Ајде сите заедно. 3, 4. 1, 3, 4, 5, 6. Уште еднаш. 3, 4, 5, 6. Наполни го мешето. 4, 5, 6. Браво, дечиња. Сега сме си дошли од планина и сме си отишле дома. Кога едно убаво изненадување? Нашите мајки ни припремиле па чоколадо топло, па капучино детско, па може би омиленото чајче. Се сеќавате колку убаво мириса тоа? Да. Ајде сега да си го помирисниме, сите заедно, со носето мирисаме, дишеме, но после со устето го ладиме, отие жешко, не можеме да го пиеме жешко, нели? Ајде се, земете си ја чашата, вака, брзо, земете си го чајчето, стави го вака, 3, 4. Дувај, диши. Ајде уште еднаш. Го изладивме? Ајде да си го испијаме. Колку убаво, така? Сега, ајде сите да ве замолам, да си седниме долу, поштете си ги ножињата убаво. Сега ќе ве научам на едно стомачно дишење. Дали знаеме зошто се вика стомачно дишење, дечиња? Зошто? Така е, дишење со стомачето. Значи, ние ќе ги ставиме рачињата овде, на стомачето, ставете си ги рачињата и сега ќе гледаме како се движи стомачето напред и назад. Значи, земаме ние воздух, вдишуваме силно, и издишуваме. Па повторно, значи 3 пати повторуваме. Може? 3, 4.
Браво, дечиња. Убаво е. Како сега се чувствуваме? Подобро? Да, добро. Спремни сте сега за наредната техника. Ви благодарам, дечиња. Аплауз за дечињата. Поклонете се. Ти благодарам, Хилде, и јас. Одлична рамнотежа воспоставивме и јас си работев паралелно со вас. Помеѓу мозокот и телото, нели? Кислородот му е потребен на мозокот за тој правилно да функционира, пред се прво да расти и да се развива, за потоа да може правилно да функционира. Меѓутоа и многу кога би биле, нели, смирени и опуштени, и тоа не ни одговара за децата да можат да влезат, нели, во активноста, па затоа пред да си ја сработат програмската активност со нивната воспитувачка Еми, заедно со мене, ќе си поработиме една вежба за концентрација, која ќе ни помогне да си го фокусираме нашето мозоче за да може да биде насочено во она, можеби, што треба со воспитувачката да го работат или да примат нови информации. Дали сме, другарчиња, подготвени? Седнете си убаво, удобно и почнуваме. Ви благодарам, драги другарчиња. Супер. Време е за уште една техника, односно една алатка, која ќе ни помогне емоционално да се ослободиме. Науката истражувала и докажала дека со стимулација на одредени делови на нашето тело, односно нервни завршетоци, ние можеме емоционално да се опуштиме и да го подготвиме мозочето за учење. Сега на кој начин ние тоа го правиме, ќе ви покажеме со моите другарчиња, и тоа го ставивме во функција на играта со цел да им биде интересно, кај децата да буди радост и забава. Спремни сме? Четропкаме? Ајде. Ова се моите мали рачиња, ова се моите мали рачиња, ова е главчето текнувалче, ова е главчето текнувалче, ова се очите гледалчиња, ова се очите гледалчиња, ова се насмеаните обравчиња, ова се насмеаните обравчиња, ова е носето што мириса, ова е носето што мириса, ова е устето што зборува,
ова е устето што зборува. Се сакам најмногу на свет. Се сакам себе си најмногу на свет. Ги сакам другарчињата, убави ко цвет. Ги сакам другарчињата, убави ко цвет. Ајде да учиме, да се забавуваме. Ајде да учиме и да се радуваме. Ви благодарам. Со помош на оваа алатка, децата се пофокусирани и можат многу полесно да влезат во содржините кои што ќе им се нудат следно, односно онаа главна активност која ние ја планираме за тековниот ден. Сега, кога вашето мозоче е спремно да учи, јас сакам да ви покажам нешто што подготвив денес за вас. Еве. Ова е кујчарка. Добро. Колку кујчарки тета имаме подготвено? Ајде да ги изброиме заедно. Добро, ви благодарам. Точно 2 кујчарки јас гледам овде. А дали се исти овие кујчарки ве што ги гледате? Едно. Кој е црвено, кој е зелено? Аха. Супер, ви благодарам. Сега сакав да ве прашам дали може би на овие кујчарки препознавате некоја геометриска форма? Која геометриска? Која тета? Каде гледаш триаголник, Злато? Аха, во тој дел. Друга некоја формичка? Правоаголник, Јанушки. Може да ни покажеш каде гледаш правоаголниче? Супер. О, супер, ви благодарам. Молам, Злати. Аха, одлично. Да ве прашам нешто сега. Сакам, шо мислите, шо недостасува на овие наши кујчички? Аха, ми се допаѓа твоето размислување. Друго, значи прозорци, кујња, како тета? ВЦ. Аха. Шо се тие кујња, ВЦ? Шо се тие? Спа, дел од кујчата, ама како поинаку тие ги нарекуваме? Соби, точно. Ни фалат просториите во домот, не можеме да знаеме какви простори имаат овие кујчарки. Сега, јас нешто многу сакам да ви кажам. Јас ги имав спремни сликичките со деловите од овие кујчарки. Ама мене нешто ми се изборичкаја, ми се измешаја, ми испопајджаја и сега си размислував дали ќе бидете љубезни вие да ми помогнете да ги составиме. Ви благодарам. Повелете кај вашите мајки, тие ќе ви помогнат. Да видиме. Одлично! Која просторија тета ја добити тука? Кога ја состави сликичката? Сложувалката, која просторија ти ја покажува? Дневната, одлично. Може да ја поставите во вашата кујчарка да ја залепите. Може. Која просторија ја добити? Да видам. А како знаеш дека е ова спална? Јас мислам о тие купатило. Зошто ти мислиш дека ова е спална соба? Што треба да има во една спална соба, да речеме? Кревет, друго? Бојанче, вие која фотографија? Детска, како препознаваш дека е детска? Мене ми личи на канцеларија ова. Зошто не е канцеларија? Што има во ова просторија? Со помош на мама може да си ја поставите во кујчарката. Повели Злато мој. Еве ја кујната. А, не знаеш кај треба да стоја да провериме ваму, да видам дали можам да ти помогнам. Овде горе треба да го ставите купатилото со мама договорено? Или сакаш јас да ти помогнам? Со мама. Оди да ја кажеш. Таму да не има веќе една спална, бидејќи... Да, па супер, вие вашата тогаш наредете. Одлично. Леле, колку сте вредни! Леле, колку сте вредни!
Ако на некого му треба помош, тука сум. Ама гледам дека вие можете се сами да направите. Не е страшно. Не е страшно. Горето е. Ето, првото е. Ето тука е. Вода биби. Супер, супер. Браво, Збојанче. Одлично. Тоалето го направи. Шо имате та внатре во таја соба? Аха, шампони. Така, значи во оваа просторија чуваме такви работи. И зашо ја користиме? За да одиме во тоалет, ти благодарам многу душа моја. Молам сато. Уште малку. Уште малку. Молам сонце. Го кладе прозорот горе. Да видиме, вие му помогнавте? Малку? Не другарчинава на другарче, нивно дали му помогна. Па тоа мене многу ми се допаѓа. Леле, колку брзо успеавме да ја разубавиме кујчаркава. Седнете си сега да ви кажам нешто. Да одиш со мама слободно во веце. Се забавувавме? Да. Убава ви беше играва? Еве, драги родители, на еден игровен начин како успеавме да го привлечеме вниманието кај децата, а покрај тоа да собереме многу информации. Сакате да редите сложувалки? Поттикнувајте ги и дома децата да сложуваат, да редат сложувалки, бидејќи тие имаат од нив многу имам придобивки кај децата, значи се развива логичкото мислење, како што видовте, фината моторика, составуваат делчиња, се развива говорот, информациите кои што ги собраа со помош на сликите, потоа сакаат да ги споделат со другарчињата. Ми се допадна многу што си соработувавте, што си помагавте и така да остани секогаш да си помагате и да соработувате. Сакам да ве поттикнам да истражувате, да го отворите Едуино порталот, на кој ќе најдете преку 300 видеозаписи со едукативни содржини, структурирани според возраст на децата, ги опаќаат сите развојни домени и на тој начин да поминете едно квалитетно време со вашите најмили. Ви благодарам, другари. Да одите со мама слободно. Па може после да пробаме, да видиме малку како... Дај сега нешто, како скрос оно. Не. Да почекаме малку да се вратат дечињата. Нормално, на секој ни е потребна било каква потреба имаме. Сега така. Молам, Злато. Уште малку, готово, при крај сме. Ајде, вие што сте готови, може да си седнете повторно на јогичките, за да си продолжиме. Супер. Значи, знакот дека време е да почнеме со активноста, така? Да, со неверојатната Пипи. Вие се знаете. Значи, да ги почекаме? Не? Да ве прашам вас, дечиња, дали вие сакате сликовници? Да? Со кого ги читате дома вие? Така, вие сте мали, не знаете да читате, се уште ги работите, ги читате со вашите родители. Може некој знае точно, така е. Ти знаеш, браво, супер. Блазе си му на учителките на училиште кога знаете.
Да. Значи, дечиња, сега ние ќе ви представиме, ќе ви презентираме една сликовница, неверојатната Пипи, од 30 сликовници од програмата Think Equal, тоа значи размислувај еднакво. Оваа сликовница е различна и овие сликовници се различни од другите вие што ги знаете. Зошто гледате? Има помалку текст, а повеќе интересни илустрации. Преку овие интересни илустрации децата подобро вршат восприемање на содржината, се поттикнуваат позитивните чувства кај децата. Тие се многу интересни кај децата и на тој начин поттикнуваме само критичност, само прифајкање, само свест кај децата, децата се развива емпатија кај децата и се постигнува целта на сликовниците. А која е целта на сликовниците? Ја кажавме, тоа е размислувај еднакво. Значи, дека ние треба да ги сватиме различностите, дека сите не сме исти, но сепак дека сме исти, без разлика на бојата на кожата, потемна или посветла. Сега, од овие сликовници се за работа на дечиња од 3 до 6 годишна возраст и се значени за развој на социјемоционалниот развој, основа се за градење на здрави личности, кои што успешно ќе се справат со комплексноста на овој реален свет. Благодарам на УНИЦЕФ, на Министерството за труд и социјална политика, на Бирото за развој, тие се достапни тука кај нас за ние да можеме да работиме со нив. Сега, дечиња, ќе ве поканам сите заедно да ја погледаме приказната од сликовницата, па потоа ќе анализираме што правеше пиленцето, односно кокошката Пипи. Може? Неверојатната Пипи. Текст на Нозис Вехереро, илустрации Сија Масуку, дизајн Леона Инграм. Некогаш многу одамна, на една малечка фарма, си живееше пилето по име Пипи. Кога ќе пореснам, сакам да летам високо, високо на небото, рече Пипи. Но сите други пиленци се смееа. Колку си чудна, и рекоа. Нема веќе да си играме со тебе. Пепи, сите ние можеме да мафтаме со крилјата, но на кокошките им е многу тешко да летат, и рече мама. Пипи не сакаше да се откаже. Секој ден си вежбаше сама, мафтајки си со крилјата. Паф, 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 паф. Ги мафташе крилјата, но никако да полета од земјата. Кога вежбаше, си замислуваше дека лета високо на небото и ги гледа пиленцата под себе. Си замислуваше дека лета покрај врапчињата и покрај ластавиците. Види, ќе речеа птиците, кокошка која лета. Па така, паф, 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 паф. Секој ден Дейзи мафташе со крилјата. Ќе полеташе од земјата, но пак ќе паднеше.
никогаш нема да полетам. И се пожали Пипи на мама. Другите имаат право. Пипи, ти си поинаква од другите пиленца. Тие не сакаат да летаат, а ти сакаш. Можеш да успееш во тоа. И рече мама. Следниот ден, Пипи се качи, речи си на врвот на кокошарникот и паф, 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 мафташе со крилјата. Полета во воздухот и мафташе со крилјата и трес! Другите пилиња и се изнасмеа гласно. Залети, рековме! Кокошките не умеа да летаат! Но следниот ден, Пипи се искачи уште повисоко до врвот на кокошарникот. Паф, 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 Пипи мафташе со крилјата. Паф, 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 Пипи мафта со крилјата и паф, паф, полета во воздухот и мафта со крилјата и мафташе, и мафташе, и мафташе и почна да лета. Ветрот под низините крилја се засили и таа леташе се повисоко и повисоко. Врапчињата и ластовиците рекоа: Неверојатно! Кокошка која лета! А другите кокошки сакаа да бидат како неа и рекоа: О, Пипи, па ти си неверојатна! Ово дечиња го даваме аплаузов за Пипи, кокошката која што успеала да лета. Значи, што треба да ни каже ова приказна? Дека не треба веднаш да се откажуваме ако нешто не ни оди. Треба да пробуваме уште еднаш, па и уште еднаш, па и уште еднаш, да бидиме упорни и потоа се ќе ни се исполни тоа што си го сакаме. Така, значи, упорноста е многу важна во вашиот живот. Гледате како Пипи и се смеја сите. И таја се нервираше, сакаше да се откажи, но не се откажа. Таа беше упорна и на крају си почна да си лета. Така и вие се надевам дека ќе бидете успешни дечиња во живото, како што сте досега успешни овде во нашава градинка. Благодарам, дечиња. Сега зумбата, точно, не можехте да дочекате. Зумба! Прво да му кажеме на нашите гости и на нашите родители, кратко само во интерес на времето, што значи зумба. Тоа е игра на музика со однапред смислени движења. Меѓутоа, движењата мора да бидат усогласени на возраста на децата, за нив таа игра да биде забавна и да не им приредува оптоварување. Спремни сме? Ајде, поставете се. Ајде, лепотице. Со ножиња.
Браво. Браво! Ви благодарам. Супер! Се забавувавте? Дишенце. Драги дечица, почитувани родители, ценети гости, се надевам дека уживавте. Морам да изразам својата гордост на овие прекрасни колешки и се надевам дека уживавте во тоа што го гледавте во изминатиот час и половина, како тече еден ден во нашите занимални. Исто така се заблагодарувам за одвоеното време и на гледачите на YouTube каналот. Ви благодарам. Сега ви поканувам малку да се подвижиме на сон. Дојдовте. Фала ви на поддршката, фала ви на соработката, значи од срце и искрено.